Од Охрид го имаме поранешниот министер во владата на Груевски, сега дел од раководството на ВМРО ДПМН, Владо Мисајловски. Добро утро. Дали се слушаме? Да, јас да слушам добро, се надевам и вие ме слушате. Се слушате, господине Мисајловски. Вие сте во Охрид, каде што ВМРО вчера го прослави, ВМРО ДПМН го прослави 31-иот роден ден на партијата. Ако ве прашам вака, во овие 31 година ВМРО ДПМН, што ви доаѓа прво на памет кога ќе ви речам најголем успех на ВМРО ДПМН? Вклучување на народот во ВМРО ДПМН, во идеалите, во брендот, за она што се говорело низ историјата, за она што Македонија би имало како предизвици, сето тоа заеднички прераснало во едно движење во ВМРО ДПМН, во една организација и целата историја која ќе ја гледате наназад, се гордеете со се она што се направило за Македонија и потоа во новото време прераснало во политичка партија, се разбира, партија, демократска партија која што овие 31 година се бори за подобро утро, за подобра иднина, но кога ќе го спомнете само ВМРО ДПМН одма мене, барем лично ми доаѓа и црвената и црната боја, она црвена боја за Македонија и црната боја, знаете, кога во најтешките мигови се бореле многу генерации за слободна Македонија. И сето тоа представува ВМРО и секој еден човек во Македонија во себе го има ВМРО. Бидејќи тоа е нешто историско и се разбира потоа, како што кажа, прераснува во партија, сега таа партија во овој момент е води ова раководство, во минатото многу други политичари раководства се бореле само за едно подобро утро, за подобра Македонија. Имало и многу успеси, имало и многу падови, но сепак ВМРО ДПМН секогаш останало на пиедесталот и тоа е брендот кој што за секогаш ќе остане. Не само кај ВМРО-ците, туку и во цела Македонија. Да, екстензивно е прашањето, веројатно и одговорот во поглед на политиките на ВМРО ДПМН, дали на внатрешен или на надворешен план, тука земајќи ги в предвид нели и економијата и образованието и останатите политики секако, веројатно ќе имате и уште пообемен одговор, ние имаме 10-15 минути. Добро, само мора да кажам, кога се зборува за политичката партија ВМРО одма асоцира на проекти, асоцира на многу работа, на економија, се разбира на многу прашања што се цврти и темелни за ВМРО ДПМН за да не попушти пред ниту еден национален предизвик и така натака. Затоа многу има за говорење за оваа тема и убаво што ја отворивте, сепак денес е роден денот и треба да се разговара за ова. Да, со негативните зборови и асоциации ќе ги оставам да се бават останатите оние кои што пред се ви се политички опоненти и кои што ќе имаат секако збор два и за негативните ефекти на ВМРО ДПМН, која како партија несомнено дека ги има. Политиката е таква во која што секако дека се прават и доста грешки. Јас во однос на овој новитет кој што ВМРО ДПМН го најави, Македонија за сите луѓе, парола под која што стратегија всушност, под која што заедно со останатите партии, како што рече председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вчера во Охрид, ќе проба да ја преземе власта од сегашната владеачка партија, Социјалдемократскиот сојуз. Македонија за сите луѓе, именувањето на боите, бидејќи веќе ги споменавте боите, господине Мисајловски, како е замислена? Ние не ги менуваме боите, туку спектарот на бој во еден колорит се шири, односно секој да може да се пронајде во ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН се шири како партија, видите, црвената боја на ВМРО ДПМН, жолтата на знакот и се она што е како бој на Република Македонија, тоа е ВМРО ДПМН, белата боја исто така е во нашата идеологија и слично, но сакаме да покажеме еден спектар каде што секој ден може да се пронајде. Бидејќи знаете, гледате дека моментално опозицијското размислување во држава е најголемо. Значи граѓаните бараат промени поскоро сите прашања. И затоа ве нудиме рака, нудиме стратегија каде што не само ќе понудиме нови идеи и проекти сега за локалните избори, туку понудиме и рака кон сите опозицијски партии, но сите оние, би рекови, не партии, но оние што делуваат како невладини организации, и оние што имаат различно мислење од селата, и нудиме таа рака за да се сплотиме, да најдеме заеднички јазик, дали се од мекиот центар, дали до крајната десница, да можеме да соработуваме за
да имаме навистина подобреднина. Бидејќи многу години помина, еве 4 години и повеќе од оваа власт, видовме дека нема проекти, видовме дека има штетни политики, гледаме дека сега ќе поскапува струјата, ќе поскапува дизелот. За едно време се фалија неколку години со радиодифузна такса, но исто така остануваат проблемите во економијата, во социјалата, во инфраструктурата. И ова е една порака од вчерашниот говор на председателот Мицкоски за обединување. Подаваме рака секој еден да ги најдеме разликите, да седнеме, да најдеме заеднички јазик и заедно да девуваме, се разбира секојаш ќе имаме пред нас. Разликите каде? Внатре во партијата или разликите помеѓу политичките? Во партијата секогаш ќе има и ќе остане тоа, знаете како е во сите партии. Збориме сега за целиот македонски народ. Збориме за секој еден што добро, народот приклучи. Да, народот не настапува на избори. Сега зборуваме за политичките партии. Народот бира на избори, вие зборувате за политичките партии кои што бидејќи кога велите да си подадеме рака, претпоставувам мислите на нив. Заедно да настапите. Не само политичките партии, има многу тука и синдикати каде што може да помогнат. Има многу луѓе од селата, невладини организации, здруженија, групи на граѓани, за сите сме отворени, соработката останува да разговараме, бидејќи пак ќе кажам, на сите мерења и анкети се гледа дека граѓаните сакаат што побрзо да ја сменат оваа власт. Добро. Господине Мисаловски, верувате ли вие во анкетата на Институтот ИРИ? Меѓународниот републикански институт? Јас детално ја немам погледнато за да детално да ја разговарам, но ако може би неколку параметри, ако сакате слободно спомнете, па ги коментирам. Не, дали верувате прецената анкета? Видете, во минатото дел од тие анкети се покажале како вака прилично интересни, може би негде по година, но исто така и како прилично точни. Имаше за одредени изборни единици, може би погоди. Еве конкретно за изборната единица 2 каде што бев носител, имав можност еднаш да слушам една анкета каде што говореа дека мислам повеќе од 3 пратеници ќе изгуби ВМРО ДПМН, но не беше така и ВМРО ДПМН победи. Да, Ири имал како носител. Но сепак ја почитувам, но мора да се видат сите детали и уште една работа што е многу важна, за локални избори од сега до почетокот на локалните избори можат многу работи да се сменат, јас бидејќи правиме и многу други анкети, можам слободно да кажам дека не само што води ВМРО ДПМН, туку погрешните политики на СДСМ ги познаваат сите граѓани и тоа така во преден план. Да, јасно ми е, бидејќи Ири во своите анкети претходно давала предност и на ВМРО ДПМН своевремено, сега на СДСМ. Секогаш различно зависи, да. Да, има, меѓутоа она што може би е индикативно, иако анкетите покажуваат некакви политички расположенија, велите локалните избори се далеку може да се променат, особено ако се направат предкоалиции за локални избори. Па и понудата, јас би рекол, исто така е многу важно. Да. И луѓето и понудата. Оно што покажува ова анкета на Ири е дека за некаде 3% СДСМ во однос на ВМРО ДПМН води по однос на локалните избори, додека кога се работи за кандидатите за градоначалници, за некаде 4% СДСМ водат за разлика од ВМРО. Не случајно ги споредувам овие две партии како најголеми. Јас не имам пред себе и не ги гледам, не можам директно да коментирам, бидејќи не ја знам целата анкета, само што видов неколку од наслови од портали и слично, бидејќи сум тука во Охрид, имавме роден ден, но јас пак ќе ви кажам, може би да се прават секој ден и секоја недела анкети, но ние правиме редовно и можам да ви го кажам она што ние го имаме, тоа е сериозно опозицијско размислување, да се промени во власт и ќе видите набрзо и на локалните избори тоа ќе се одрази. Да, господине Мисайловски, ова ми беше само индикација за прашањето. Прашањето кое што следи е што поинакво ВМРО ДПМН ќе понуди на локалните избори. Вие дали сте за предкоалиции на локалните избори со оглед на тоа што и Левица ја повикувате, но таа е партија која што отворено рече дека они се против предкоалицирања, тие никако нема да предкоалицираат, туку може од после. Сега јас веднаш ќе ви одговорам што ние ќе понудиме. Решавање на проблемите на граѓаните. Тоа е најважно за локалните избори, се разбира. Да понудиме луѓе што ќе сакаат да работат, што си го сакаат своето мало, што ја сакаат својата општина и навистина ќе сработат. Тоа пред се треба да ги убедиме граѓаните дека тие кандидати ние што ќе ги предложиме ќе бидат навистина солидни, честни луѓе, што си ја сакаат општината и што навистина ќе сменат.
Гледате колку празни флоскули слушаме и од СДСМ и од нивните градоначалници, дека сега ќе почнеме нешто да прават, сега ќе пак повторно ќе прават. Значи, живееме во 3,5 години каде што поставили, знаете, ќе, но помина мандатот. Затоа граѓаните треба да знаат една друга работа. Со самото излегување за локалните избори во масовен број, не само што ќе се смени политиката во Македонија, вие градоначалници ќе има навистина подобро утро, туку ќе се смени и целата политичка слика и многу брзо јас верувам дека ќе има и преземени парламентарни избори. Затоа многу важни избори се овие. Многу важни и први избори се надевам дека пандемијата ќе стивне и ќе може народот во што повеќе масовен број да излезе, зашто народот бира, народот одлучува и треба што помасовно да излезе. Дали ќе правиме коалиции со останати партии, ние знаете дека имаме една огромна коалиција која што останува со нас целосно, еве ќе кажам и кај вас, ќе ја прошируваме таа коалиција и набрзо ќе знаете и повеќе детали, ќе влезат и други политички партии што се разбира за овие локални избори ќе се работуваме. Дел ќе биде таа коалиција во некои градови може ќе се проширува плюс дополнително, но набрзо за брзо време ќе ги знаете сите детали и ќе има една интересна битка. Дали парламентарна политичка демократска. Дали парламентарна партија влегува во таа проширена коалиција? Видете, ако мислите сега конкретно на левица, не, велам и за останатите, Алијансата за албанците има во парламентот има повеќе опозицијски партии. Точно, но опозицијските партии се помалку за разлика од оние што се во власта, ги знаеме кои се. Имаме соработка со сите опозицијски партии во делот каде што некогаш може да се најдеме за некое прашање, зборам ако е за некој закон, зборам ако е за некоја друга работа, можеби за нешто да соработуваме, но еве знаете дека и со Алијанса и Алтернатива во минатот имавме една средба преку Конрад Аденауер, како партии каде што имавме повеќе разговори и соединување, но ќе видиме што ќе се случува. Отворени сме за соработки, можно и тоа да се случи, но да видиме како ќе настапи и власта, дали ќе настапат и одделно, заеднички со ДУИ, дали во одделни градови ќе одат, дали заеднички ќе одат, и сите тие работи ги ставиме на маса, се разбира, и набрзо ќе ги знаат. Има се уште време за да ги проведеме сите потребни мерења и анкети, за потоа да имаме и подобра слика како да настапи. Дали го имате веќе кандидатот за град Скопје, можеби? Па мериме многу луѓе. Кога зборам мериме, зборам на анкета се пуштени десетици луѓе, така што се надевам дека при крајот ќе излезе за градот Скопје, за помалите општини ќе излезат и побрзо кандидати за градоначалници, но за оние општини каде што се со повеќе граѓани ќе бидат во наредниве месеци. А за градот Скопје претпоставувам можеби да биде еден од последните. Добро, господин Мисаловски, ќе ви се заблагодарам за одвоеното време и за овој разговор. Сигурно дека во текот на наредната недела веќе контактираме со вашиот партиски колега Николовски, со кого пак би имале теми и останати нели теми во однос на актуелни политички прашања. Верувам дека ќе имаме прилика да разговараме за идеите на вашата партија и во останатите изданија. Благодарност. Фала ви што ми јавивте, фала. Голем поздрав до вас и сите што ве гледат.